Физибилити студијата на Европската унија, која што беше завршена во 2008 година, даваше различни варијанти за решенја со финансиска конструкција, со различни чекори и степени на решавање на проблемот. Меѓутоа не се преземени мерки во таа насока посериозни за решавање на овој проблем. Кој е основниот проблем? Општо е познат тој проблем, ама ќе го нагласим уште еднаш. На оваа депонија за троска при производството на ферохром во одреден момент е депониран и целиот мил кој што бил отпад од производството на хромни соли во кругот на топилницата во Јагуновци. Така што тој отпад со хроматни соли е помешан заедно со троската, не е на одредено место измешан. Овие хромати се релативно лесно растворливи и од дождовната вода и како раствори од хромати и бихромати ги загадуваат подземните води. Кој што пак е докажано дека се во комуникација со шарските води кои што го хранат масивот од кој што рашче изворот се снабдува со вода во железскиот масив. Општо е познато дека хромот како таков, посебно во форма на хромати и бихромати, во ваква форма на 6-валентен хром, е многу токсичен, предизвикува различни заболувања, канцерогени заболувања, заболувања на внатрешни органи и да не набројуваме многу други критични заболувања, што значи дека таквата вода, ако концентрацијата на хром 6 и надмине максимално дозволените концентрации, тие се многу ниски, ќе биде забранета за вода за пиење. Дури како техничка вода, бидејќи е штетен и по кожа и по очи, лице и слично. Така што е многу ризична состојбата и треба да се преземаат многу итни мерки за да се спречи да дојде до оваквата состојба. И сега е на потек Министерството, односно владата, подитно да обезбеди средства, да избере варијанта, да обезбеди средства и да отпочне со решавањето на проблемот и спречување на понатамошно растворење на хром 6 од депонијата, не само од оваа депонија, туку и имаме и остатоци од хром 6 и во кругот на топилницата во Јагуновци. Овие сите извори на загадување да се санираат, да се намали ризикот и да се реши целосно постоење на било каков ризик за изворот Рашче.